Денеска во просториите на Стопанска комора имавме втора јавна расправа за законот за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при користење на бензините. Задоволство е тоа што сите засегнати страни, сите оние кои всушност во иднина ќе треба да го имплементираат овој закон, го прифаќат законот, го прифаќат текстот на законот и се подготвени активно да учествуваат во имплементацијата на овој закон. Овој закон исто така се усогласува и со директивите на Европската Унија, меѓутоа исто така пред се ја имаме во предвид здравјето на граѓаните, затоа што не сакаме при испарување на бензините да има негативно влијание и врз животната средина и врз здравјето на граѓаните. За да бидам по-конкретен, што значи имплементација на овој закон? Значи кога ќе се имплементира овој закон и да поминете покрај една бензинска станица, ако не намириса на бензин, тога значи дека стандардите се исполнети. Знаете дека сега кога поминувате покрај една бензинска станица, има мирис на бензин, меѓутоа имплементацијата на законот значи дека тоа понатаму не би требало да се случи. Кога ќе се имплементира законот, ефектите пред се за животна средина, за здравјето на граѓаните, меѓутоа и заштита на самите компании, затоа што парејата од бензините ќе се враќа пак кај бензинските станици или во контењерите или во сите инсталации, и тоа е заштита и за нив, значи има и економски ефекти. Значи денеска слушнавме од повеќе компании кои веќе во нивните инсталации инсталират понови технологии, односно бензински цистерни и така натаму. Тие веќе се подготвени и тоа што е битно, има рокови за усогласување. Значи некои рокови се до 2018, некои до 2021, меѓутоа тие се рокови во кои треба да се подготват и плановите за имплементирање и секако компаниите ќе треба да подготват и планови за инвестирање. Нема да бидат многу големи инвестиции, меѓутоа ќе бидат инвестиции кои на нив на некој начин ќе им се врати преку инсталирање на нова технологија.